Господин Кочовски, во недела на 25 мај планинарскиот клуб Љуботен го организира традиционалното искачување на Тито врв. Колку сте подготвени? Колку има досега пријавено учесници на ова искачување? Така, значи планинарскиот клуб Љуботен од Тетово по 33 пат е организатор на оваа манифестација искачување на Тито врв, највисокиот врв на Шар планина, висок 2747 метри. Најнапред би сакал да искажам огромно благодарност до покровителот АД Електрани Македонија од Скопје и генералниот спонзор ТТК Банка АД од Скопје, без која оваа манифестација секако дека не би можела да се организира. На 24 мај, значи во сабота, планирано е од 15 часот до 17 часот прифаќање значи на планинарските друштва и сместување во сместувачките капацитети. По сместувањето, значи во 19 часот е планирано свечено отварање, а во 19 часот и 30 минути е состанок со водичите каде што ќе се доделат и дипломи за нивно учество и благодарност. Колку досега имате пријавено учесници? Обично доаѓаат и од соседните земји. Така. Значи, во моментот имаме пријавено околу 300 учесници кои ќе бидат значи со сместени во планинарските домови и во хотелите, додека имаме пријавено уште околу 300 учесници кои ќе дојдат во неделата на самото искачување. Голем хендикеп е, сакам да укажам уште на почетокот, дека голем број на планинарски друштва од соседната Република Србија го откажаа своето учество поради немилите настани, значи катастрофалните поплави. Инаку имаме традиционално, значи, учесници од соседна Република Бугарија, од Косово, од Република Грција, од Албанија. Во недела тргнувате наутро кон врвот Тито врв. Кога е стартот и кога очекувате да се вратите назад? Така, значи стартот е очекуван во 6 часот и 30 минути од пред хотел Попова шапка, каде што колоната ќе се упати кон Тито врв. Планирано е, значи, да се одвива движењето по вакувска стаза која е добро маркирана и на истата стаза има поставено 4 пункта на кои има и медицинска екипа. Некаде значи колоната би требало да пристигне во 11 часот, по краток одмор, нели, и да се упати кон Попова шапка, значи. Сакам да истакнам дека од секоја година во година имаме и многу помлади членови, значи имаме и прешколска возраст и школска возраст, а секако и возрастните ќе бидат присутни. Што е потребно за да се тргне кон Тито врв? Дали само физичката подготвеност или пак треба да носат со себе и нешто друго? Така, јас значи би сакал да кажам дека најважно е желбата. Кога се има желба, се е полесно, Значи треба да има опрема за во зимски услови, како што гледате снегот и ова пролет не напушта, значи исхраната треба да биде од ранец и да бидат учесниците во добро психофизички, значи, спремност, да бидат подготвени. Морам да напоменам дека планинарскиот клуб Љуботен нема да сноси никаква одговорност за надвор од оваа програма, значи исклучиво движењето да биде по вакувска стаза, каде што ќе може да им се укаже било каква помош доколку е потребна. За на крај сакам да ги повикам сите кои се во добра психофизичка состојба да дојдат и да ни се придружат заедно да уживаме на ова 33-то традиционално искачување на Тито врв и заедно да уживаме и да им се радуваме на убавините на оваа наша прекрасна шара.